Штетите од климатските промени се големи, а земјоделците и понатаму избегнуваат да применуваат соодветни агротехнички мерки за заштита од студ град, поројни дождови и високи температури. Заштитните мрежи и огради се скапа, но исплатлива инвестиција, тврди Петар Ѓоргиевски од мрежата за рурален развој, но додава дека има и ефтини мерки. Но овие мерки кои што ги спомнав, значи мерките за конзервација на влага во почвата, кратката резидба и ред други мерки не се скапи. Значи тоа се баш напротив ефтини мерки кои што можат да се применат во секојдневната агротехничка обработка или работа на секој земјоделец. Освен заштитните мрежи. Заштитните мрежи се релативно поскапа инвестиција и тие особено во овоштарското и во лозарското производство, бидејќи скапи се конструкциите кои што треба да се изградат. Значи таа по хектар, можам тој податок да ви кажам, сумата изнесува негде од 15 до 20.000 евра на хектар. Тоа е релативно скапа инвестиција. Секој оној кој сака сериозно да се занимава со земјоделство треба да се грижи и за заштита на своите производи, вели Ѓоргиевски. Според него, доколку дојде до град и уништување на посевите, земјоделците ќе претрпат големи загуби. Секој оној што сериозно сака да се занимава со земјоделско производство, особено во областа на овоштарството и лозарството, треба да е свесен дека од штетите кои што можат да се предизвикаат, особено од град, може да го уништи целото производство и тогаш штетата ќе биде наистина голема, доколку тие таквите заштитни мрежи не се користат. Значи, дури и да биде осигурано земјоделското производство, тоа можеби ќе се исплати, меѓутоа на долгорочно гледано, тука се губат и пазарите и така натаму. Тоа значи влијае негативно генерално врз производството во лозарството и во овоштарството. Климатските промени се реалност насекаде во светот, а според анализите на експертите, Македонија може да очекува екстремни варијации во температурата, кои ќе имаат штетни последици врз земјоделскиот сектор.